Теориите на заговор дека од авион се прска со вирус на COVID или дека е измислен во лабораторија се прифатени од повеќето од половина од граѓаните во земјава. Овој шокантен резултат кој е опасен за едно плурално демократско општество е само дел од последните истражувања на јавното мислење, кои покажаа дека народот нема доверба во политичарите, институциите и науката, верува во теориите на заговор. Зошто тоа е така и кој е виновен за ваквата општествена состојба е дилемата која е актуелна деновиве. Високи 72% од македонците сметаат дека светот го водат неколку моќни семејства. 65% пак се убедени дека COVID е креиран во лабораторија за да се контролираат луѓето. Вака сумирано се резултатите од анкетата на Институтот за демократија која беше спроведена на примерок од 1000 испитаници во период од 10 до 25 јуни годинава. Миша Поповиќ од Societas Civilis, коментирајќи анкетата, вели дека повеќе фактори имаат улога во градењето на јавното мислење. Според него, недовербата во институциите, но и отуѓеноста на граѓаните од социјалниот живот креира огромен простор за манипулација. Образложението зошто постои таква наклонетост на граѓаните за контуриите на заговор, всушност произлегува од три, да кажам, фактори, односно три димензии на општественото делување. Првото е недовербата во институциите. Луѓето имаат релативно ниска доверба во институциите и тоа овозможува да информациите, правилата, генерално светогледот е базиран на една недоверба кон тоа што доаѓа од институциите. Најчесто теориите на заговор се поврзани со нешто што институциите го прават. Дали се справуваат, например, како се справуваат со пандемијата, кој управува, кои меѓународни институции се оние што ги издружуваат државите и така натаму, дали некој може би стои позади нив и слично. Втората работа поврзана со недовербата е отуѓеноста на граѓаните од социјалниот живот. Најчесто граѓаните екзистираат во една релативно затворена група и не се чувствуваат дека се дел од некои пошироки општествени процеси. Повремено тие ќе се вклучат, меѓутоа не постојат системи на социјализација во секојдневниот живот. Теориите на заговор не се регионален проблем. Тие се реалности за поразвиените демократи од нашата, вели експертот за медиуми Снежана Трпевска. Не е карактеристика само кај нас, туку насекаде во сите земји, например американците, 3/4 од американците веруваат во некоја теорија на заговор. Или во другите земји исто така. Станува збор за значи најпрво да објасниме што е теорија на заговор. Значи од секогаш постоеле теориите на заговор, но друго прашање е зошто сега особено се шират. Својствени се за човекот. Луѓето од секогаш во различни периоди низ историјата верувале во некоја теорија на заговор. Тоа е всушност типична карактеристика за психолошка карактеристика на човек да се сомнева во другите луѓе или да се сомнева во околината во која што живее. И во таа смисла е известна позитивна и корисна работа. И затоа треба да се направи дистинкција меѓу природната и позитивна сомничавост, критичност кон нештата и тоа што би се рекло дека е некоја ирационална или нерационална тенденција кај луѓето да веруваат во базични невистини, како што се например ваквите тврдења. Поповиќ, кој е еден од авторите на истражувањето, додава дека конфронтацијата на политичките фактори во земјата, но и повеќе децениското запуштање на образовните институции се директни причинители за ниското критичко размислување кај граѓаните. Прво треба да се инвестира во образование, во развој на критичка свест. Меѓутоа тоа е нешто што е долгорочно. Мислам дека државата, актерите од приватниот сектор, од невладиниот сектор, медиумите, политичките партии и различни спортски клубови и така натаму треба некако да се отворат за да се подобри општествениот живот, значи да се крие една ситуација во која што граѓаните нема да живеат во тој некој микрокосмос на нивните блиски, туку ќе живеат малку со повеќе
поширок круг на луѓе, некои непознати, со кои што се запознати, така омекнува или тоа чувство на отуѓеност. Технолошкото обкружување и социјалните мрежи го прават тешко филтрирањето на информациите за граѓаните, смета Трпевска. Генерално, истражувачите денес се согласуваат дека постојат две главни причини зошто во таа мера се шират теориите на заговор. Најпрво е технолошкото обкружување во кое живееме. Ние сме сите изложени на огромно мноштво информации, исклучително е тешко денес да селектирате, да оцените вистинитоста, веродостојноста кога имате толкав број информации. Второ, социјалните мрежи, каде теориите на заговор особено се шират, се мощне податливи, мощне пристапни секому, така што секој од нас може да смисли некоја теорија, да ја постави таму и таа вирално да се рашири бесконечно. Значи, нам ни се потребни огромни способности, знаење, напор, за да го проверуваме, да ги проверуваме информациите на кои што сме изложени. Од друга страна, Поповиќ е дециден дека популизмот ја минира основата на демократијата и истовремено појаснува дека не постои брзо решение за излез од актуелната состојба во која се наоѓа општеството. Нема брзо решение за ова. Долгорочното решение е оно кое што ќе обезбеди одржливост, дека нема да има и враќање назад, е токму образованието кое што треба време, или вие треба да земете генерации во градинка, во основно и да ги изчекате додека тие стигнат во години во кои што учествуваат во социјалниот живот, на наполно 18 години па понатаму. Мислам дека постои злоупотреба, меѓутоа не на демократијата, туку на политичкиот диалог помеѓу различните политички актери, во смисла на тоа дека премногу е лесно да се конфронтираат, наместо да најдат дека политиката не е секогаш само напред, него честопати значи и соработка помеѓу спротивставените страни. Според Трпевска, обвинувањата на опозицијата дека власта е директен виновник за ваквата состојба, вели дека однесувањето на политичките фактори не може да биде главен причинител за актуелните состојби во општеството. Не ме чуди бидејќи кај нас било што да излезе во јавност се политизира од страна на политичките партии, значи тоа е тотална безмислица. Ова што го објаснив, значи има темелни, има базични причини поради кои луѓето веруваат во теориите на заговор. И многу други истражувања исто покажуваат на индивидуално ниво зошто некои луѓе одлучиле да веруваат систематски, да веруваат во теории на заговор. Значи има многу фактори. Јас не би можела се согласам дека нашите здравствени власти не давале доволно информации, се обидувале, значи многу информации да дадат, особено луѓе што ги представуваат здравствените институции, лекари и така натаму. Може да прави конфузија кај луѓето некогаш кога меѓу самите авторитети, лекари, научници има несогласување, бидејќи она што се случува со пандемијата е постојано предмет на истражување, нови работи се откриваат постојано, значи на секаде се објавуваат нови и нови информации, така што може да создаде конфузија, но далеку од тоа дека ова е некоја политичка, дека причината е однесувањето на политичките фактори. Во меѓувреме, граѓаните кои ги анкетиравме за 25 минути се со поделени мислења околу теориите на заговор. Некои од нив се држат до науката, но дел сепак веруваат во теориите. Дали верувате во теории на заговор, дека се не прскаат со ковид од авиони и слично? Не верувам. Живи глупости се тоа според мене. Во што верувате? Во науката, информациите од медиумите или? Да, верувам највише тоа. Највише тоа, не дека треба да им се верува на сите медиуми, али генерално поише на нив. Сепак ги исклучувате теориите? Да, секако. Дали верувате во теории на заговор дека не прскаат од авион со COVID-19? Има нешто. А што е они знаат? Не верувате во науката? И во медиумите, во информациите? Ова е нешто по моје, може грешам, човек сум. Ова е нешто планирано. Како е, што е они знаат најубаво. Како не може порано овие работи? Значи сепак се состав дека може би има нешто. Има нешто. Ја во тоа верам. Дали верувате во теории на заговор дека не прскаат со ковид од авион? Не верувам. И никогаш не сум верувала во теории на заговор.
Верувате во науката, во информациите? Да, да. Јас сум лекар и само во наука верувам. Едно е јасно. Недовербата во институциите, ниската медиумска писменост, слабиот образовен систем, но и политичкиот популизам во земјата прави се повеќе граѓани да веруваат во нешта кои до неодамна важеа за небулоза. Тоа не само што е опасно за демократијата, истото прави граѓаните да се чувствуваат отуѓени од општеството. Кордалов македонските граѓани во анкетата на Институтот за демократија силно веруваат, прилично веруваат во теории на заговор. Експертската јавност се сложува дека станува збор за низок степен на образование и недостиг на медиумска писменост. Клуч на овој поразителен факт сушност во силно верување во теории на заговор. Па прво, она што мене најмногу ме загрижува е тоа што споредено со декември минатата година, значи зборуваме за не цела година, ние имаме зголемување од помеѓу 50 и 60 на 80% од луѓето кои што веруваат во теориите на заговор поврзани со COVID-19. Така што, ако мене ме прашувате, би сакал да се осврнеме повеќе да разговараме секаде, не говорам само тука, зошто расте тој број за не цела година. И дали има плафон. Тоа е првата работа. Втората работа, секако дека се сложувам дека тоа се дел од основните причини. Меѓутоа, мислам дека мора да разбереме дека комуникацијата на тема COVID-19 веќе представува огромен процент. Има неколку одговори во оваа анкета на македонските граѓани. Веруваат дека светот го водат неколку моćни семејства. Тие не наведуваат кои се всушност тие семејства. Дали воопшто знаат. Потоа COVID дека е креиран во лабораторија. Но во кои лаборатории, ни тоа, ниту пак кои држави, ниту кои институции. Имаат ли овие луѓе воопшто некакво знаење подлабинско, дали нешто од ова разбираат? Многу е важно каква е теоријата на заговор. Ако се смета дека за ова стојат лаборатории, мокиници, алуминиум, вие тука не можете многу да направите. Тоа е едноставна став кој што колку наука и да вклучувате, се сомневам дека на прва инстанца ќе можете да го побиете. Меѓутоа, ако говориме за мнозинство од луѓето кои што викаат тука има нешто, значи вие се уште имате простор да ја вратите науката и да ја ставите на површина. Ова предолго трае, санкциите предолго траат, политиката премногу се меша во целата ситуација. И логично е, за жал, дел од луѓето да бараат одговор онаму каде што не е истражено и каде што не е даден одговор. Вашиот став е дека е ова одговор на граѓаните заради тоа што не гледаат крај на пандемијата. Но еднакво, всушност и светот и останатите граѓани во демократските, зрелите демократии не гледаат крај на пандемијата. Заради тоа што ова е неверојатна бројка загрижувачка од 80 над 80% на верување во теории на заговор. Во Македонија бројката, неколку пати сме зборувале, дел од причините ги кажавте, реков дека се сложувам, додавам економската моќ, пристапот до информации, колку е вложувано во еднаквост, да луѓето имаат пристап до канализација, вода, еднакво образование изминатите децени, колку е образованието прилагодено на новите стандарди, односно на критичко креативно размислување, бидејќи ваквите теории, ако ви од најмали нозе ги побиете во еден образовен процес и ги разговарате кога е ред во основно образование и слично, многу тешко дека ќе можете сега да верувате во нив. Проблемот може да се детектира и на социјалните мрежи, особено на Facebook, која е најпопуларна социјална мрежа во Македонија. Facebook всушност првично беше замислен како поле, како комуникацијско поле за дебати, еден вид на демократско поле за дебати на оние кои немаат право на глас, кои не можат да се слушнат практично, но се претвори подоцна се претвори во комуникацијско поле на ширење на теории на заговор, на говор на омраза, на пропаганда. Facebook или социјалните мрежи генерално морам да потенцирам дека се огледало. И огледало на општеството, само тоа огледало на светот. Значи, ако ние имаме
80% од луѓето кои што веруваат во некакви конспирацијски, односно теории на заговор, или во лажни вести поврзани со корона, истите тие луѓе, секој од нас на социјалните мрежи во голема мера ќе го застапува тој став. Некој ќе биде гласен, некој ќе биде тивок, некој ќе наблюдува, меѓутоа луѓето сме тие. Дали прави доволно Facebook како мрежа, дали прават доволно Google и останатите, е сериозно прашање кое што и американските институции, европските институции во континуитет веќе повеќе од 3 години посветуваат внимание. И треба да биде така. Јас единствено со кое што не се служам, туку сакам да свртам внимание дека ако не можеме целата одговорност да ја ставиме врз социјалните мрежи, затоа што така даваме оправдување на себе да бидеме неодговорни. Инаку секако дека социјалните мрежи си имаат свој елемент кој што мора да го превземат. Не може да се шират ненаучни теории преку социјалните медиуми и тоа да биде толерирано. Меѓутоа во исто време мора да сватиме дека ние сме тие кои што ги шириме и пласираме информациите таму. Трета страна, властите дома во Македонија, во Европа, пошироко мора да разберат дека тие се кои што мора да најдат начин како да комуницираат и да се борат со ненаучните теории и со теориите на заговор. Секој има своја одговорност. Јас од овдека би кажал дека, според моето гледиште, медиумите се генерално тие кои што најдобро и највеќе вложуваат во справувањето со пандемијата. Од првиот ден до денеска, секако дека постојат исклучоци и разлики, но говориме генерално. Ако некаде ние можеме да ги најдеме проверените информации денес, тоа се традиционалните медиуми. И тоа се случува од првиот ден во март и се уште трае. И често кажувам дека да не беа медиумите, да не беа телевизиите и останатите традиционални медиуми. Значи ние ќе живеевме како свет, буквално поклопени со најстрашните теории на заговор. Бидејќи не забораваме оние пресконференции кои што деа во живо, оние информации, буквално цели информативни изданија на оваа тема со цел да се пласира како да се заштитиме и како да побрзо ставиме крај на ова. Другите, мислам дека имаме многу простор да се подобруваме и тоа мора да го правиме. Анкетите покажуваат дека во Македонија всушност најмалку доверба има во медиумите, во експертите, значи во науката кога велам експертите. Најмногу граѓаните веруваат во црквата и војската, се однесува на довербата. Во што се претворило македонското општество? Закоравено, конзервативно. Општество кое не се цивилизира и не се демократизира практично. Јас мислам дека поделбите кои што политичарите ги генерираат со децени водат дома. Секогаш кога на политичарите ќе им снема аргументи, тие треба да кажат виновни сме, погрешивме, преземаме одговорност. Но генерално политичарите тоа никогаш не го прават. И секогаш наоѓаат виновници. Најчесто се тоа медиумите, банките, коморите, граѓаните и да не редам така натаму. Со таква неодговорна политика и непревземање одговорност 30 години, општеството навистина личи како треба, споредно со она што тие го вложиле во него. Мора да разбереме дека во едно општество секој има своја улога. И најлесно е префрлите одговорноста. Меѓутоа, одговорноста е поделена. Кога ќе си ја завршиме нашата работа, јас во мојата експертиза, вие во медиумите, државата во својот деловрук на работа, компаниите во својот, тогаш можеме да разговараме дали некаде на друго место треба помош и поддршка. Но ние не. Ние разговараме постојано за поделба. Нас не треба еден збор. Денеска е зборот вакцина и ние се делиме. Утре е зборот пластична кеса и ние почнуваме да се делиме. Задутре е образование и ние почнуваме да се делиме. Ако не ни е јасно дека тоа води потекло основа од лошата комуникација на политичарите, несоодветните термини што ги користат во своите дебати, во своите соопштенија, тогаш не знам како можеме да се помогнеме. Знаете, кога ги гледате водачите, лидерите, лидерките, како користат несоодветен речник, што очекувате да се користи? Значи, кога во јавен дискурс некој се дозволува да вика клептоман, крадец, фашист, да не ги редам зборовите, какви зборови ќе користиме ние? Така што не мислам дека демократизацијата, која што за жал не може да се развива како што треба, е резултат од нашето закочување кај општество, туку од незрелоста на политичарите изминатите 30 години. Бојан Кордалов, ви благодарам за овој разговор. Многу ви благодарам, Иван.
Зоки, теориите на заговор особено се засилија во време на пандемија и тие се всушност најопасното оружје на пропагандата. Како стои Британија, за разлика од Македонија, околу 80% на македонците веруваат во теории на заговор. Дали е тоа случај и со британските граѓани? Јас се обидов да истражам што е можно повеќе и најдов на неколку истражувања кои што ме водат кон, мене лично барем ме збунија, бидејќи излегуваат со различни податоци. Например, едно истражување на YouGov, една од најголемите фирми за испитување на јавното мислење во Велика Британија, во нивно истражување од летото 2020 година, а објавено на почетокот од годинава, истражувањето е за многу поголем број земји, меѓутоа една од нив е и Британија. Например, едно од прашањата е колку многу британци веруваат дека американската влада била инволвирана во несреќата од терористичките напади од 11 септември. И тука се наведува дека 12% од британските граѓани веруваат дека американската влада била вклучена во тие терористички напади. Потоа, некои други поинтересни прашања се дали поранешниот американски председател Доналд Трамп намерно бил вклучен во соработка со руската влада во текот на предизборната кампања во 2016. Например, во Британија 55% од луѓето веруваат дека Доналд Трамп соработувал со русите во неговата предизборна кампања во 2016 година. Некои други поинтересни прашања, например, колку се штетни вакцините против коронавирусот. Во Британија само 19% веруваат дека вакцините се штетни според ова истражување на јавното мислење. Меѓутоа, повторно се навратам на податоците што ги изнесов пред малку, според истражување на истата таа фирма YouGov, а објавена од Guardian, се изнесуваат бројки во кои што сомнежот на населението, на голем број население, висок процент од населението се сомневаат во причините, справувањето, начините за справување и воопшто искреноста на владата и научните кругови во справувањето со коронавирусот. Ова во македонската јавност сушност беше образложено, објаснето од страна на некои експерти дека станува збор за недостаток на образование и всушност недостаток на медиумска писменост. Предпоставувам дека причините и корените се бараат и таму во ширењето, распространетоста на теориите на заговор. Можеби како објаснување може да се понуди испитувањето за социјалната структура на луѓето кои го поддржаа Брекзитот и оние пак кои изгласаа за останување на Велика Британија во Европската Унија. Утврдено е дека луѓето кои што гласале за Брекзит, за заменување на Велика Британија од Европска Унија, се луѓе кои што повеќе веруваат исто така и во теориите на заговор. А тие луѓе по Брекзитот беше извршено испитување и утврдено е дека мнозинството од тие кои што гласале за заминување на Британија од Европската Унија се луѓе од посиромашниот слој во државата, луѓе со средно или па дури пониско образование и луѓе кои што едноставно не се снашле во процесите на глобализација, именување на не само политичките, туку воопшто социјалните и економските услови за живење во државата. Значи, ако извлечеме некоја равенка, би можело да се каже со известна ограда дека и луѓето кои што веруваат во теориите на заговор се тие луѓе со посиромашните луѓе со помал економски просперитет, со понизок степен на образование. Зоки, јас ти благодарам за овој разговор. Молам.